На тема образование, вештини и иднина зборуваме со професорката од економскиот факултет, професор доктор Виолита Цветковска. Добро утро, добро ден, дојдовте во емисијата. Добро утро, ви благодарам искрено за вашата покана. Зошто, ќе почнеме разговорот, бидејќи имавме малку по-неформална комуникација, меѓутоа ќе пристапиме малку и по-сериозно. Зошто човечкиот капитал е најважниот ресурс за долгорочниот развој на државата, се разбира? Ви благодарам. Навистина е убаво кога утрото ќе го почнеме и со теми, и со прашања, кои што конкретно и директно ја засегаат нашата иднина. Затоа што обично кога ќе се спомне и прашање од ваков тип, помислуваме одма на некои статистики и бројки со кои што можеме да ги подкрепиме одредени прашања. Но јас тука би рекла дека зашто точно конкретно станува збор во случајов, тоа се приказни за семејствата, приказни за децата. За тоа дали сакаме да се гледаме повеќе во живо, со физичко присуство, или тоа ќе биде, да кажеме, со видеоповици. Суштината на човечкиот капитал, например на ниво на држава, често пати знаеме да збориме за патишта, за згради, за инвестиции, меѓутоа ретко зборуваме за едно од најважните прашања, а тоа е како се чувствуваат луѓето кои што живеат во државата. Поточно, дали тие луѓе имаат надеж, дали тие луѓе имаат иднина, дали веруваме во нив. И токму тоа е управувањето и со човечкиот капитал, како се грижиме за луѓето кои што се наоѓаат на ова парче земја. И воедно би споменала дека во текот на мојата професија секојдневно се сретнувам со многу млади луѓе кои што се ентузијасти, паметни, креативни, меѓутоа некогаш и знаат да бидат разочарани. Што е суштината? Човечкиот капитал не можеме да го мериме само со бројот на луѓе кои што имаат дипломи, туку со самата мотивација на луѓе, самодоверба и чувство дека припаѓаат тука. И нешто на што навистина треба да водиме сметка, понатаму и во иднината е тоа да не го изгубиме, затоа што не губиме само економија, туку иднина што сме можеле заедно да ја креираме. Ова беше многу бавовет. Убави изборов за на почеток. Да, секако треба да ги чуваме младите затоа што тие се нашата иднина. Дали образовниот систем во Македонија доволно ги подготвува младите за современиот пазар на труд? Да, навистина интересно прашање, со тоа што јас би рекла дека образованието е првата врата за да си ги оствариме сопствените соништа. И прашање кое што можеби навистина секој од нас го добил во животот додека бил мал, додека бил дете, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш. Образованието нас не учи што сакаме да бидеме, меѓутоа некогаш ни покажува што не можеме да бидеме, ако системот тоа не ни го дозволи. Сега што се случува на ниво на свет? Драстични промени. Светот многу брзо се менува, меѓутоа се менува многу брзо и технологијата и таа си наметнува и своји правци и движења. Затоа, сметам дека е и тоа што е конкретно клучно, посебно јас ќе го опфатам делот и на високото образование, е како ние ги креираме студиските програми, што е тоа што студентите учат и дали излегуваат подготвени на пазарот на труд. Имаме навистина врвни и квалитетни професори, кои што ќе излезат од границите, се пофалени, добиваат награди, едноставно имаме вистински професионалци. Од друга страна имаме и доста мотивирани студенти, кои што сакаат да растат, сакаат да учат. Меѓутоа, главната работа е дали овие студиски програми, повторно ќе споменам, ги подготвуваат за тоа што го бараат работодавците, не само во државата, бидејќи денеска нашите млади не се надпреваруваат само на пазарот во нашата држава, туку и во Европа и во светот. Но по тоа не подразбирам да заминат од државата, него да ги имаат сите оние вештини да може да работат и во странски компании на меѓународни проекти на глобална сцена и од државата. Затоа што барем денеска тоа онлайн не е овозможено со сите овие уреди на самата технологија. Според мене клучно е програмите да се градат околу вештините. Едно е теоретското знаење кое што треба да го стекнеме со образованието и тоа е темел, тоа е одлично. Меѓутоа тие мора да имаат одредени вештини за решавање на проблеми, за комуникативност, прилагодливост на одредени ситуации. И сега сметам дека програмите во себе треба да бидат интердисциплинарни, да вклучуваат повеќе и англиски јазик, токму заради оваа припрема на меѓународната сцена, повеќе меѓународни предавачи. Ние имаме навистина и одлични професори во диаспората, кои што се покажале и можат да го пренесат своето знаење и верувам дека би им било драго, така доколку се поканети да учествуваат и да пренесат и знаење и вештини, практичари. Неминовно е да се поврзат програмите со реалните проблеми на компаниите.
Значи, студентите уште во текот на своите студии да може да решаваат реални проблеми во реално време. Сметам дека така и со практичната работа би можеле навистина да бидат подготвени за тоа што ќе се бара од нив. Кои се тие вештини и компетенции кои ќе бидат клучни, главни во следниот период, да речеме 5 до 10 години за вработување, за успех на поединците? Што се случува? Значи, ќе се надоврзам и на претходното прашање, посебно делот што го споменав со технологијата. Ние барем денеска сме сведоци дека имаме професии кои што пред 5 години не постоеа, а во наредни 5 до 10 години ќе се појават уште низа професии за кои што можеби денес не знаеме. А и ќе исчезнат и некои од така е. И сега тоа што се зборува дека можеби самата примена на вештачката интелигенција може да автоматизира многу процеси, да исчезнат одредени работни места. Не е идејата да се сее страв дека работното место ќе ми биде земено, меѓутоа едноставно се дава можност да се прилагодуваме, учиме нешто ново и да едноставно фатиме чекор со промените. Затоа што развиените земји се повеќе се развиваат, ние мораме да фатиме некаков тек, во спротивно самиот јас меѓу нас како помалку развиена и развиените држави се повеќе и повеќе би се зголемувал. Сега, значи, тоа што е клучно, LinkedIn не е професионална мрежа, каде што имаме милиони профили, каде што објавуваме низа податоци, кои сме, каде работиме, сите наши достигнувања и стварно гледаме да се прикажеме во најдобро светло, да можеме и да соработуваме со луѓето кои што се надвори од границите. Што се случува? Тие направија едно навистина одлично истражување, кое што истражување буквално го поддржува и Forbes со дополнителни истражувања и нешто што е кажано и на Светскиот економски форум. Дигиталните вештини, така, значи денеска се повеќе и повеќе слушаме вештачка интелигенција, работа со податоци, машинско учење како подполе вештачка интелигенција. Побарувачката за овие вештини доминантно расте на пазарот на труд. Немаме толку квалификувани кадри, значи поголема е побарувачката од понудата во моментов. Меѓутоа, тоа што и на овие мрежи истражување е истакнато и компаниите што конкретно го истакнуваат е дека нас не ни требаат само луѓе со технички вештини, значи само со дигитални вештини. Ни требаат луѓе кои што развиваат и меки вештини, поточно, се креативни, имаат емпатија, можат да се прилагодуваат, преземаат лидерство и така натаму. Тоа се дел на меки вештини кои што се и доминантно во иднина ќе останат значајни. Така да сметам дека тоа што може да разликува еден просечен професионалец од еден навистина извонреден професионалец е миксот на овие вештини. Значи, да, дигиталните, но плюс и овие меки вештини, за да може, навистина човекот да се разликува во нешто што машината го прави. А тоа е токму креативноста, емпатијата и критичкото решавање и гледање на самите проблеми. Кажавте, имаме квалитетни професори, имаме одлични студенти, имаме млади луѓе кои што сакаат да учат, сакаат да останат во својата држава, меѓутоа нешто ги мотивира да излезат надвор од неа. Како државата да им помогне? Како тие да останат во сопствената држава? Да, знаете, кога ќе се спомне зборот за минување, како економски термин, веднаш го врзуваме со миграција и повторно, значи можеме да кажуваме одредени статистики колку млади ни заминале. Меѓутоа, јас тука би се надоврзала на следното, дека самиот поим на заминување, самата миграција, значи не започнува со првиот купен билет кој што најчесто знае да биде во еден правец, туку тоа е чувство дека можеби не сум доволно добар, така, значи можеби системот не ме препознава, ја имам мојата диплома, почнувам да аплицирам за низа работни места, но никако да си го најдам местото за кое што сонував и како дете и за кое што учам. Така да сметам дека самата таа миграција, чувството започнува далеку пред овој купен билет, кога луѓето почнуваат, пред се младите, да почнуваат да се сомневаат во сопствените способности. Значи, не сме добри конкретно за одреден систем. Тие не заминуваат затоа што не ја сакаат државата. Нема човек кој што е роден на ова парче земја или која и да е друга држава, нејзин граѓанин, што не си ја сака државата. Најверојатно и најголемата причина е одат затоа што сакаат подобра иднина. И сега, што е тука значајно? Исто ќе споменам неколку истражувања кои што беа спроведени. Едното е на Евростат. И вика 52% од оние кои што размислуваат млади луѓе да се преселат во друга држава, најчесто како причина истакнуваат подобри можности за работа. Понатаму направено истражување на ОЕЦД во кое што половина од младите мигранти, значи младите луѓе кои што заминале, велат да, заработката ми беше важна како фактор, ама многу ми се важни и можностите за развој, подобар квалитет на животот.
Значи не е само финансискиот фактор нешто кое што нели ги одвраќа младите да останат во сопствената држава. И дополнително има уште една нели карактеристика, тоа е исто од истражување кое што го спроведе Светската банка, дека навистина луѓето кои што, накажеме, се млади, кои што се одлучуваат на овој чекор, пошто споменав, еден од тие клучни фактори што заминале не е секогаш финансискиот, но испитани се дали оние кои заминале би се вратиле. Велат да, доколку државата ги вреднува, им понуди соодветно работно место каде што ќе може да придонесат со нели своите вештини. Сметам дека ние не треба да се гледаме како држава на заминување на младите. Сите сме го слушнале тоа дека на младите светот останува, така едноставно нели треба да направиме низа чекори, стратегии кои што ќе помогнат тие луѓе да останат овде, да градат, да инвестираат во државата, да се развиваат. Значи само така може да имаме конкретно и прогрес на нацијата. Ама треба да имаме вакви професори кои што ќе не мотивираат во иднина да си останеме во својата држава и се разбира тука да напредуваме. Така е. Така е. Што треба да направиме да дојдеме до тој конкурентен и одржлив човечки капитал во иднина? Да, според мене, јас ќе потенцирам неколку работи, значи кои што треба да се направат. Првото и најважно прашање е каква држава сакаме да бидеме. Значи, дали сакаме држава во која што ќе имаме ред на млади луѓе, на студенти кои чекаат за визи, за пасоши и се со куферот во рака, или ќе имаме ред на млади луѓе кои што едноставно чекаат нивната идеја овде да биде реализирана, кои што бараат работно место, кое да кажеме треба нели да им се обезбеди согласно нели струката, согласно образованието кое што го има завршено. Значи ова сметам дека е клучно за иднината на нас како заедница. Што е дополнително значајно? Ако живееме во држава во која што напредувањето се темели на резултатите, така, на сето тоа што го правиме добро, не се темели нели на блискост, посредници, познаници и така натаму, изградиме таков систем, јас верувам дека секој млад човек ќе сака и ќе верува дека неговата диплома му отвара врата и ќе ја гледа оваа држава нели како држава во која долгорочно би бил и нели би придонесувал за неа. Дополнително сметам дека вложувањето во знаење, во иновации, во истражување е клучно. И тука треба да имаме, значи, поголем дел нели од буџетот да се инвестира, бидејќи државите кои што главно денес се силни, пред низа децении почнале многу да инвестираат во своите луѓе. Значи, дали се тоа фондови, центри за развој, вложување во млади научници, во предприемачи, во креативци. Значи, тоа треба да го земеме нели предвид. Исто така зборуваме постојано за нели младите како нели следни двигатели на економијата во државата и токму затоа добро би било тие да се вклучуваат и во стратегиите и во реформите и во одлуките, затоа што младите најдобро знаат што им треба, така и што им недостасува, што им треба за да можат овде конкретно да се градат. И сметам дека исто уште еден фактор врз основа на низа светски истражувања кои што се правени, велат дека доколку довербата во институциите е поголема, толку е помала веројатноста луѓето да сакаат да заминат. Значи мора нашите институции да се брзи, транспарентни, професионални, правични. Сето тоа кога го градиме, тоа не се гради преку ноќ. Посебно е добро што сега дигитализираме голем дел од услугите нели за јавноста и тоа е навистина нели за поздравување што се прави тековно. Меѓутоа нели треба да се проложи во таа насока и луѓето да имаат верба и доверба нели во самите институции. И дополнително што би додала дека ние како нација мора да си веруваме малку повеќе едни на други. Знаете, често пати знаеме да кажеме кај нас ова не може да се случи, нели? Не сме таква држава, не се разликуваме ние како луѓе од луѓето од останатите држави. Значи, сметам дека вербата во нас, вербата во другите, дека можеме, дека треба да работиме, значи и да бидеме упорни, навистина ќе има некое позитивно влијание. Да го заокружиме разговорот, Економскиот факултет нуди навистина убави можности за студентите. Имате студенти, сакаат да студираат, да најавиме дел од настаните кои што ќе се случуваат во иднина. Да, ви благодарам многу нели за ова прашање. Јас доаѓам од Економскиот факултет во Скопје, на кој нели конкретно и дипломирав и непосредно потоа останав на оваа институција. Овде би навела, значи, нешто поврзано и со претходните прашања, но конкретно нели со настаните кои што можеме да ги очекуваме. Секогаш тргнувам нели од личниот пример. Во животот и сум живеела, и сум учела во странство, и сум работела во странство и сум имала можност да останам на еден од најпрестижните универзитети на друг континент.
Меѓутоа, одлучив да се вратам, затоа што пред се верувам дека тука имаме иднина, која што ќе биде добра, иднина во која што навистина сите треба да веруваме, да си подаваме рака и да им даваме можности на младите луѓе. Како економски факултет на нашиот, да кажеме, прв циклус на студии, ние нудиме програми кои навистина се иновативни, кои што ги интегрираат сите светски трендови, затоа што навистина сакаме да им помогнеме на младите да бидат утре ден конкурентни не само кај нас, туку и на оваа меѓународна сцена. Имаме магистарски, имаме докторски програми, значи нудиме еден тип на континуирано образование и во одредени повисоки звања и интересот на студентите од година во година се повеќе расте. Ги имаме факултетите како Финки и ФЕИТ кои доминантно сега остануваат водечки во однос на заинтересираноста на студентите, меѓутоа економскиот факултет бил и ќе биде лидер во однос на образованието за бизнис и економија во државата. Би споменала дека јас сум национален координатор на Horizon проект, кој што опфаќа и миграција, и човечки капитал, и вештини кои што се потребни. И сега сме некаде при крајот на овој проект кој конкретно трае 3 години, со тоа што на 26 февруари оваа година, традиционално и лани на истиот датум го одржавме првиот семинар на кој правевме дисеминација на резултати, но со вклучување и на сите чинители од високото образование, од владата и компаниите да дадат и своји препораки. Настан кој што сега повеќе ќе се фокусира и на миграцијата и на мигрантите кои кај нас доаѓаат и работат, ќе биде токму на 26 и јас верувам дека ќе имаме можност да соработуваме и да пренесеме дел до вашите ценети гледачи, што е тоа што конкретно ќе се случува. Да, убави настани и претходните гости ни најавија во февруари, секако ќе ве посетиме. Благодариме што бевте дел од нашата емисија. Ви благодарам многу на поканата.